Добре дојдовте во новото издание на политичко-информативната емисија Неделник при Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Јас сум вашиот водител Петар Петровски. Во денешното издание ќе се осврнеме на досегашниот тек на изборните трки за кандидати за кандидатурата за председател во Републиканската партија на САД. Исто така во ово издание ќе стане збор за скандал со шпионирање на Доналд Трамп и ќе ги објаснам разликите на поимите прво Америка и либералниот интернационализам во контекст на збеднувањето на американската политичка сцена. Па да почнеме. Сите до некаде сме запознани со поимите глобализам и суверенизам, но кои неизмерично се употребуваат во негативен контекст, но никој не нуди никакво објаснување што значат во контекст на сегашните светски случувања. Но истовремено двата термини се толку мистериозни и заплашувачки, кога ќе допрат до нашите уши. Исто така ќе ви информираме околу една друга афера околу прислушкувањето на поранешниот председател Доналд Трамп и неговата екипа. Минатата недела се објави серијалот надписи на веб порталот The Federalist на новинарот Мат Тахиби, каде стои дека наводно поранешниот директор на ЦИА Џон Бренан под упатство на поранешниот председател Барак Обама им наредил на агенциите за електронско разузнавање на земјите на пете очи Велика Британија, Канада, Австралија, Нов Зеланд и САД да остават електронски предизборниот тим на тогаш кандидатот за председател Доналд Трамп во 2016. Меѓу другото, во текстот се наведува дека наводно Джина Хелпер, која беше поставена за директор на ЦИА од поранешниот председател Доналд Трамп, наводно го спречила издавањето на сите документи поврзани со аферата Russiagate. Тоа се истите документи поради кои се направи рацијата во домот на Доналд Трамп во Мар-а-Ларго, Флорида, со цел да се пронајдат документите кои наводно поврзани со аферата Russiagate. На 6 март 2024 година, последниот против кандидат на Доналд Трамп за кандидатурата за председател на САД во Републиканската партија Ники Хели, ја повлече својата кандидатура, со тоа го отвори патот на поранешниот председател и кандидат Доналд Трамп да ја добие кандидатурата за председател. Поранешната амбасадорка во Организацијата на Обединетите нации успеа да освои 44 делегати и да победи само во државата Вермонт. Ко против кандидат на Доналд Трамп и по прашање некои останати прашања, како надворешната политика Ники Хейли и сегашниот председател Џо Бајден, се поддржувачи на либералниот интернационализам или познат како глобализам. Додека поранешните председатели Доналд Трамп и Роналд Реган се поддржувачи и се промотори на политиката на прво Америка или позната како национализам. И двете школи на мисла во американската политика се појавуваат во времето кога САД се прашува дали да интервенира во Првата и Втората светска војна, но и како да се создаде нов траен мир во Европа и светот. Од осамостојувањето на 13 американски колонии од Британското кралство, како и по завршувањето на двата председателски мандати на првиот председател Џорџ Вашингтон, младата Американска република води политика на немешање во странски војни авантури. Ова политика ќе биде следена од сите председатели без разлика од која партија се. Со појавувањето на новата републиканска партија на американската политичка сцена на 20 март 1852 година, се појавува нов термин во политичкото секојдневие – американски национализам. Сите ќе се запрашате што значи терминот американски национализам. Не се плашете, овој национализам не е оној како што сите го знаеме. Младата републиканска партија во почетокот ќе се заложи за укинување на робовладетелскиот систем, за заштита на домашната индустрија, за една валута, за јакнење на помалите предпријатија и за доддржување на христијанскиот дух на младата република и за самостојна и независна надворешна политика на немешање во непотребни војни авантури. По завршувањето на војната помеѓу државите, или поточно позната како граѓанската или позната како граѓанска војна во САД, па се до Првата светска војна, САД не се впушта во туѓи војни авантури. Додека Републиканската партија е партија на лични слободи, права и одговорност, Демократската партија е партија на еднаквост и на одговорност кон општеството и заедницата.
Со започнувањето на војната на европското тло во 1914 година, па до изгласувањето на објавувањето на војната прво во Сенатот на 4 април 1918 година, потоа во долниот дом на представниците на 6 април 1917 година, САД го напушта принципот на неутралност и се приклучува на страна на Сојузот на Антантата. Со завршувањето на Првата светска војна, со капитулацијата на Сојузот на централните сили, се отвора прашањето како да се избегне нова војна во Европа и во светот. Тогашниот председател Вудро Вилсон од Демократската партија во своите познати 14 точки ќе вети мир со формирање на делиберативно, а не глобално законодавно тело, кој треба да обезбеди мир во Европа, па и во светот. Тоа е тело познато како Лига на народите, додека мировниот процес со кој тоа тело е формирано се вика Версалски мир. Версалскиот мировен договор го ратификуваат скоро сите земји учесници во Првата светска војна, освен Соединетите американски држави. Причината е што мнозинството од конгресмените не сакаат да го предадат суверенитетот на наднационални тела, како што се Лига на народите, а подоцна и на Организацијата на Обединетите нации. Според погледот на либералната дипломатска школа, надворешната политика треба да се одвива во рамките на меѓународните институции и меѓународни тела, со цел да се постигне глобален мир. Исто така, либералната школа верува дека идеологијата е најбитна во решавањето, а не исходот на еден спор. За разликите од ова движењето или пак школата на Прва Америка, верува дека прво треба да се прашаме дали постои американски национален интерес кој треба да причини за да влезе на Америка во решавањето на тој спор. Додека светот гори околу нив, председателот Џо Бајден и спитата околу него се занимаваат со прашања кои не ги тангира мнозинството американски гласачи. За најдобар пример е битката околу полномошното финансирање на војната во Украина. Од декември минатата година битка се бие помеѓу председателот на САД Џо Бајден и републиканското мнозинство во долниот претставнички дом, како и со дел од републиканските сенатори. Причина за овој спор е барањето на републиканските сенатори и конгресмени. Председателот Џо Бајден, освен да и помогне на Украина, да се фокусира на внатрешните како и на надворешните проблеми со големиот прилив на нелегални имигранти, инфлацијата, зголемениот криминал, неконтролираната војна и економска помош кон Украина, агресивниот север кинески змеи, Северна Кореја, Иран, хутите и војниот судар во Газа. Да се разбереме, ако на власт во ноември дојде Доналд Трамп, помошта кон Украина нема да прекине, туку ќе се води поголема грижа каде и како ќе се трошат парите соберени од даночниот обврзник. Ако ви се допадне содржината на ова видео, кликнете на лайк, ако сакате да го споделите, кликнете на share, поверете ако сакате да ставите коментар за ова видео и на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа, би ве замолил да се претплатите со тоа што ќе кликнете subscribe. Дојдовме на крајот на ово издание на нашиот неделник. Во име на сите од Македонскиот информативен центар ви пожелуваме да останете живи и здрави во овие тешки времиња. До следното слушање, довидување.